Добро утро на сите. Продолжуваме со вториот дел од отвореното интервју на господинот премиер Зоран Заев за весникот Танеа. Критичкото прашање за оние кои сакаат да го проценат договорот е дека Грција осем зимето отстапува исто така за јазикот и за националноста. Во што отстапува БЈРМ? Должностите и обврските на двете земји проистекуваат од распределбите и од духот на договорот помеѓу двете страни. Не сакам да зборувам за отстапки, за тоа кој дал некому нешто или зел нешто. Сакам да зборувам за решенијата што се преземаат во договорот и кои што разврза едно прашање кое беше заплеткано и во безизлез. Клучот се наоѓа во решенија кои отвораат погледи кон иднината, не за отстапки. Решението за името на нашата земја и за признавањето на посебноста на нашиот идентитет, кој што како македонски проистекува од посебното наше спознание, кој е различно од она на грчкиот идентитет, треба да најде нарешеност за промени на нашиот устав и гаранции за непроменливост на границите. А ако ја употребиме вашата фразеологија, тогаш ова се отстапките кои ги прави нашата земја. И двете страни на договорот за разрешување на спорот имаат обврска да навлезат во едно сериозно разгледување на барањата. И двете страни на договорот имаат јасно предвидено сите чекори што треба да се направат или процедурите кои треба да ги започнат за да се обезбеди институционална поддршка за нивно исполнување. Една од овие процедури е создавањето услови за обезбедување сигурно парламентарно и политичко мнозинство за исполнување на уставните промени. На дело, може ли да постои компромис кога не се согласуваат толку големи делови од множеството народ и на двете страни? Повеќето граѓани и во двете земји сакаат решение, сакаат мир, стабилност и напредок. Ја гледам мојата земја, како и другите балкански земји, на истиот начин како што ја гледаат моите сограѓани. Една современа, економски стабилна и општествено одговорна земја, според критериумите на Европската унија и на другите земји членки на унијата. Време е да му дадеме на светот еден поинаков балкански полуостров, еден полуостров од земји кои ги имаат оставено зад себе своите предрасуди и историски препукувања и се имаат свртено кон благосостојбата на своите граѓани и кон градењето на врски на добрососедство. Време е да го преобразиме балканскиот полуостров од буре барут во извор на стабилност, во еден регион на мир, соработка, поврзаност и силна раздвиженост на луѓе и идеи. Вредно работиме за создавање на услови за едно позитивно разрешување преку договорот од Преспа и за исполнување на вториот дел од договорот, за кој што толку малку се зборува, кој има наслов интензивирање и избогатување на соработката помеѓу двете страни. Благодарение на атмосферата на добрата волја, политичката зрелост и решеноста за соочување со ова прашање, можеме за многу брзо да стигнеме до решение. Дајте да не го пропуштиме овој момент, да не се стремиме кон одговори кои се добри само за едната страна. Ајде да продолжиме да го бараме стварниот одговор кој ќе биде обоstrано прифатив од двете страни. Колку близко стигнавме со присвојувањето на името Република Илинденска и каде на крајот ова име заглави? Во преговорите стигнавме до еден момент кога мислевме дека името Република Илинденска е една добра основа за едно дефинитивно решение. Потоа се согласивме дека ќе потикнеме еден поширок политички консензус во двете земји. Грчките политички кругови не дадоа доволна поддршка на овој предлог и така продолживме кон друго решение кое има географска определба како референца при дефинирањето на нашето име. Во сите сложени процеси постојат успешни и неуспешни чекори. Значено сепак е дека ја поминавме таа состојба и најдовме решение прифатливо за двете страни. Кои други имиња сериозно се разгледаат за време на процесот? Другите имиња кои беа разгледани во текот на преговорите беа оние кои се имаа предложено од страна на посредникот Нимец и во основа имаа географска или временска определба. Прифативме географски знак како референца, кој недвосмислено покажува географска и територијална состојба. Дали во некој миг се исплашивте дека би можело да не биде постигнат договор и зошто?
Ви уверувам дека во текот на целиот процес, од моментот кога презедаа министрите Кодзијас и Димитров и нивните ресори, но и кога се смешавме премиерот Алексис Ципрас, јас и нашите ресори, бевме движени од мотивот и решеноста да најдеме решение. Знаевме дека би требало да постои решение, инаку не ќе постоеше една така политичка и лична волја од страна на сите кои изедоа дел во процесот. Нормално, присутен беше посебно важниот и искусен посредник Метју Нимец, но беше сепак расудителен и знаеше кога да влезе енергично и кога да не остави сами да го разврземе лавиринтот што би не довело до решение. Еден толку сложен и чувствителен проблем бара во секој момент прецизен, внимателен и одговорен однос. Вака се однесувавме во текот на целиот овој процес. Не станува збор за прашање кое би можело да се реши со дипломатија на булдожер, како што мислеа некои. Како би ја окарактеризирале одговорната улога на Атина во текот на последниот одлучувачки момент? Ја карактеризирам како една силна политичка волја да се промени сликата на Балкан. Регионот да постане нов Балкан, Балкан на 21. век, во кој што минатото и сенките на историјата нема да и пречат на заедничката европска еднина како нерешливи проблеми. Сакавме да го олесниме регионот на Балканот од тежината на неговото наследство како буре бар. Нашиот двигател беше желбата на светот да му понудиме решение кое ќе биде резултат од еден европски пристап во барањето на решение. Прифатив потполно да се посветам како човек и политичар на обезбедувањето за мојата земја и за моите сограѓани на решение за безизлезот со кој се соочуваме повеќе од 3 децении. Грчката влада покажа коренит интерес да се реши прашањето. Истовремено, силно се застапуваше за вашите национални интереси, како што правевме и ние со нашите. Преговорите не беа лесни. Се согласуваме сепак дека ако имаме храброст да направиме еден компромис, тоа ќе биде од користи за двете земји, за стабилноста на регионот и за зајакнување на евроатлантските структури. Сакам лично да му заблагодарам на премиерот Алексис Ципрас за храброста што ја покажа и за фактот дека ја сподели со мене визијата за мирен и во благосостојба Балкан како неоткинив дел од ЕУ. Најпосле, вашата средба со представникот на Неа Демократија Марија Спираки беше случајна или не? И колку средби имаше, една или две? Имав едно брзо кафе и разговор со госпоѓата Марија Спираки во хотелот каде што бев, блиску до Европскиот совет, како што направив со многу европратеници или политичари од различни земји за време на мојата посета во Брисел. Која е вашата порака за председателот на Неа Демократија Мицотакис? Секогаш е добро да се стремиме и да покажуваме дека политичарите на Балканот знаат да одговараат на предизвиците и да работат за интересот на своите граѓани, кои што со ред чекаат од нас да изградиме врски на добрососедство. Би сакал да им ја потцртам на сите политички водачи вредноста на новата политика и на новата општествена слика на нашата земја. Од една земја која би можела да создава кризи, си имаме развиено во земја која се работува и има решеност да ги реши можни заплетканите прашања. Мислам дека сите можат да распознаат дека активно создаваме услови за еден дефинитивен излез во целиот процес кој се има отворено помеѓу нашите земји и ветува една подобра иднина. Би го потикнал и охрабрил со учеството во новите текови кои на светот му нудат причина да го гледа Балканот како еден регион од здружени пријателски соседи. Имаме единствена можност заеднички да обележиме еден историски успех како еден сериозен влог во еднината. И ова е крајот на интервјуто. Ме поздравувам и ви посакувам убав ден.